Ке има ли правда за обвинетите од 27 април и постои ли политичка волја да се донесе закон за амнестија? Ова го прашуваме адвокатот Јанаки Митровски, кој е еден од подносителите на оваа иницијатива. Господине Митровски, добре дојдовте во студиото на Република. Така, го поднесовте законот за амнестија. Кажете ми што содржи тој закон? Законот не е некоја квантна физика, е релативно краток, содржи 5 членови, 2 од нив се клучни, односно тие 2 члена предвидуваат дека за две групи на луѓе се работи, бидејќи секогаш знаете, секогаш кога се говори за 27 април се говори само за така наречената главна група, односно 3 групи на луѓе беа судени, меѓутоа едната група која што беше за учество толпа, кои што беа на година и пол казни затвор, тоа е веќе одамна одслужено и било нели безпредметно да бараме амнестија за нив. Втората група е така наречената главна група и третата група е групата која што го нападна Зијадин Села. Законот предвидува дека секој оној кој што е казнет до 10 години затвор веднаш да биде прекинато со издржување на казна затвор, односно остатокот од казната да му се опрости, а додека сите казни затвор над 10 години да има 50% простување на казна, и ако се земе предвид фактот дека полни 5,5 години се луѓе во затвор, тоа ефективно би значило или веднаш или набрзо излегување на слобода, затоа што сепак е процес кој што ќе одземе додека се ефектуира и стави на дневен ред, ќе одземе неколку месеци. Така, што беше најспорно во случајот 27 април? Неспорно е дека обвинетите имаат вина, но не за тоа што сте обвинети терористичко загрозување на уставниот пореток. Ајде тоа да го разјасниме. Видете, сега да ви кажам, јас не сум од оние кои што дел од нив ги познавам, со дел од нив сум и од комуникација и не сум човек кој што е лицемерен и кој што сака да прави лице или да им дава лажна надеж. Не сум од оние кои што сметаат дека не постои кривична одговорност кај тие луѓе, меѓутоа, знаете како селективна правда, мене некој ме убедуваше дека селективна правда било подобро од апсолутна неправда. Јас не се согласувам со тоа, значи или е работел, или е црно или бело, значи не постои посебен простор за некакво креативно толкување, или ќе ги стрпаме сите у затвор ако се виновни, или нема да стрпаме никој у затвор. Сега сведок сте вие, сведок е целокупната македонска јавност, дека и она што мене лично ми боде во очи, што условно речено најнискиот ранг, значи најобичните смртници, како што тоа вообичаено бива, се оние кои што најмногу беа изгорени со драконски казни, казните се реално високи, чим се двоцифрени, тога нема што да дискутираме, меѓутоа оние кои што условно речено во хиерархијата беа погоре и кои што и имаа политичка моќ да се пазарат, гледаме дека не само што не лежаа затвор, туку биваат и наградени, односно еве пред некој ден, сигурно сте приметили дека едниот од луѓето кои што гласаше, кој што беше амнестиран, тоа е пратеникот Рамчиловик, беше испратен амбасадор во Црна Гора, Крсто е милионер, Бетка Аглјанката дневно по судови се суди демек за делото кое што се става на товар, и сето тоа кај мене како адвокат, но и особено кај не само кај обвинетите, туку и кај осудените, него и кај нивните семејства создава голем револт. Кога зборите за селективна правда, мислите за законот за 2018? Зборувам за законот за 2018 за амнестија, каде што уште требаше со име и со презиме да напишат за кого е наменет тој закон, и проблемот со тој закон беше што но тој имаше цел тој закон. Беше цел формулиран, беше демек луѓе кои што не извршиле насилни дела, иако дел од обвинетите воопшто не ни беше ставено на товар дека вршеле кривични дела, нели збориме за Горан Чангелов, па и Игор Јук, кој што се фаќа, не се фаќа, пиштол не видовме, никој не детектираш, односно сите треба да знаат дека кривични дела по член 396 или општо кривични дела кои што подразбираат оружје се докажуваат со самото оружје, затоа што дури да носел пиштол, а не се виде дека носел, тој пиштол треба да е исправен за да биде оружје согласно одредбите на нашиот закон за оружје. Меѓутоа исто така беше оставено на слободна волја на толкување на обвинителот и на судот да одлучи кој од луѓето заслужили амнестија. Ние бевме изненадени за пар, јас и мојот колега Пишевски бевме изненадени за пар луѓе што не добија амнестија, луѓе во одоколу што добија амнестија се као, да речеме, ќарија условно на несакајки. Но крајната цел на тој закон од 2018 беше таргетирање токму на тие луѓе кои треба подоцна да гласат за промена на името. Тоа е неспорно. Тоа е неспорно и тоа, значи, буквално ги вадеа од притвор да ги носеа на гласање, па не знам, таму се онесвестуваа, губеа свест.
За дел од нив, например, за Владанка Авидовиќ да одобрувала да гласа за промена на името, бидејќи нејзиниот син беше во меѓувреме осуден на 2 години или на 3 години казна затвор, значи го сменија и цел член на кривичен закон, односно ја намалија минималната граница за да може да му за да може да му овозможат законски основ на повисокиот суд да приначи во условна казна. Значи конкретно тој пример, ова само сакам да го истакнам, конкретно тој пример со синот на Авидовиќ, ви е еклатантен пример за мешање на извршната во судска власт, затоа што знаете како ја сум апелационен судија, мене што ми менува дали се сменил законот, едноставно сметам дека таа санкција е соодветна и би ја потврдил, меѓутоа самото експресно преиначување во условна осуда веднаш после промената на законот е факт дека е тоа наменски направено. Така, е поднесото што е поднесот на иницијативата, сега треба да влезе во собрание. Има ли политичка волја да се донесе ваков закон? Политичка волја, искрено да ви кажам, не ме интересира дали има, затоа што е наше да притискам и политичката волја може да си ја најдат ако ја немаат. Сега очекувано е дека дел од владачките структури нема да го поддржат предлогот, што е многу тоа нема да помине. Не е тоа баш така, затоа што не е само СДСМ владачка партија, меѓутоа има и потребни се 61 глас. Како ќе дојдете до 60? Сега. Ајде. Да. Значи, знаете како, дел од луѓето кои што беа дел долги години од претходната гарнитура на власт, кои што као беа закрвени многу, гледаме дека ден денеска се најдобри другарчиња и се коалициони партнери, не им пречи дружбата, покој Намди Бајрам, сега човекот почина, Бог да го прости, вие се сеќавате дека во завршните митинзи во нему својствен стил носеше и зајак, жив зајак, кој што се знае на што алудира и дека ќе го дере или не знам коле, па ништо тоа не ја спречи владачката партија да подругарува долги години. Ден денеска се во коалиција со неговата партија Сојуз на Роми, така да ние не гледаме ако преку тоа можат да пројдат, зашто не би можеле да пројдат преку овој немил настан криминален, како сакате наречете го, каде што за волја на вистината, воопшто не ги потценувам, тоа и во предлог законот го пишува, ние не ги потценуваме последиците од дејанијата на осудените, но фактот останува да последици од типот на изгубен живот, тешки телесни, тоест имаше, мислам дека една-две тешки телесни повреди, за среќа не заврши со страшни последици и тука воедно во корелација со фактот да ние не говориме за тие луѓе да воопшто да не лежат, бидејќи се веќе 6-та година во затвор и ние сметаме дека тоа е доволно. Со Пешевски Тимовски дека е доста. Така. Како адвокат сакам како ќе дојдеме до 61. 60. Знаете како, не е моја обврска да дојдам до 61. Наше е да се обидеме, затоа што знаете како јас многу нешто ако ми пречи тоа да се прозивачи по социјални мрежи, зашто вака, зашто така. Па сега знаете како ние толку можеме, ако некој може повеќе, ние воопшто не би се противеле да се ангажира. Инаку утре ќе го имаат на увид предлогот пратеничките групи и ние веќе во понеделник, јас лично познавам десетина пратеници, лично се знам со нив. Драган знае исто така пар пратеници и од понеделник ќе почнеме со лобирање, барање на средби, инсистирање да се овој закон што поскоро стави на дневен ред, па сега да видиме кој е за, кој е против. Мислам дека во насока на она горчлива пилула која што се голтна со оваа голема неправда што се направи и со селективно правилна квалификација, неправилна квалификација, се не е целта на законот за амнестија да ја ревидира пресудата која патем е правосилна, иако врховниот се уште не се за поголемата група се уште не се изјаснил, е тоа вонредна правна мерка. Страсбург, тоа е неизвестна работа, ќе видиме, баш и временскиот период за одлучување е таму многу долг, така да навистина не гледам во што е проблемот да се поддржи овој закон, дури и од оние кои што беа оштетени. Знаете како сега, јас не сум верник, меѓутоа голем дел од тие луѓе кои што сега седат во власта, нели гледаме дека бацуваат раце по владици и веројатно бидејќи сум нормално ги знам верските начала, бидејќи сум расен со православни родители, со вистински православни родители, не традиционалисти, и мислам дека една од најголемите доблести на православното христијанство е да се простува и не само православно христијанство, затоа што тука не се важни верата и националната припадност, затоа што во осудените има и албанец на пример, не знам дали има од другите националности кој човек патем му го спаси животот
на зијадени села, а повторно заврши на долгогодишна робија. Сакам да прашам како адвокат за состојбата во затворите. Денови имавме две бегства, едно филмско во Идризово и друго помалку филмско во Шутка. Каква е состојбата во затворите? Знаете како, условите во затвор е затвор, меѓутоа тоа што е затвор не значи дека вие како човек го издржува казна затвор, тоа биде депривирани од основни услови. Значи затворските услови се ужасни децении назад и не се подобруваат, што е проблем, што пак придонесува до, по моје мислење, до високиот степен на рецидивизам, кој е тука некаде со европскиот отприлика 70% од оние што влагаат во затвор за прв пат ќе се вратат и втор пат, па и повеќе пати. И во тој дел, ако ме прашувате, условите се ужасни. Инаку кај нас воопшто или многу малку се работи на така наречениот рехабилитационен момент, затоа што кога ги видите например затворите по скандинавските земји, јас сум имал прилика да видам затвор во Шведска, тоа е некој хотел од 4 звезди и сега било кој што доаѓа од Балканот ќе му биде чудно, значи не сте во хотел, меѓутоа треба да земете предвид фактот дека во скандинавските земји или конкретно во Норвешка, можам прецизно да ви кажам, дека рецидивизмот, односно повратноста е упола од македонскиот, односно е 35%, што е драстично пониско од 70% и јас сум, например, лично застапник за тезата дека телефони треба да се дозволуваат не да има интернет пристап, меѓутоа телефони за комуникација со семејството треба да се дозволуваат, затоа што меѓу другото тоа ќе придонесе и за дисциплина на самите затвореници. Тоа што се случи со конкретно, особено за бегството... Колку се навистина бегства или се политички? Па сега политички, тој или колку бил политички поврзан, ние не знаеме, меѓутоа дека таму работата не е чисто, тоа кристално јасно на сити постапка има. Много филмски беше. Не е филмски, таму не е само за филмски, тоа се протоколи 1000 таму. Прво сам се расекува, што се расекува сам, домскиот лекар кој не е ни лекар, тука друг коробјаш, одлучува дека треба да оди во болница. Протоколите се многу јасни, дека треба да викнат брза помош и брзата помош да процени дали треба да се носи или да не се носи. Ако процени дека треба да се носи, се вика полиција и 2 возила полни со вооружени овластени службеници, 6 до 8. Студеникот седел напред како на забава да одат. До тоа сам на дом, 6 до 8 полицајци да го спроведуваат, мимо тие што се од затворска полиција. Исклучиво сте гледали по видеа од каде излегува, кога ги товарат од суд, од каде излегуваат притвореници, затвореници излегуваат од задниот дел кој што е патем обезбедени со решетка и нема пристап, за разлика од тоа човекот седел напред и со ништо не може затворската полиција во Идризово да го покрие тој момент зашто седел напред. Ајде зашто е носен и тоа мада е многу јасно, меѓутоа зашто седел напред. Не било ни неопходно да биде однесен таа вечер. Имал повреда на раката, што не е расекотина какви, да. Што може да се санира во самата, бидејќи има лекар. Обичен лекар може да го санира тоа. Така. Друг проблем во затворите е она иницијатива за измена на протоколот во Идризово, каде што осуденици кои се водат активни случаи дека не може да користат поволности како отсуство. Што мислиш за тоа? Тоа е долгогодишен проблем, своевремено кога бев контактиран од затвореници од Идризово, околу 200 на број беа, кои што имаат активни случаи и причината е банална и оправдувањето е неприфатливо, тоа ние немаме комбиња. Знаете како, да мене ми ги лишувате правата кои што тоа кај нас оди многу и на извикано, сега сте робијаш, па така ви треба, вие сте во затвор. Знаете како секој може да се најде во ситуација, не да може да заврши во затвор, па тогаш сигурно не би размислувале во тој правец. И од таа смисла тие оправдувања се неприфатливи, немаме комбе. Мојот одговор би бил дека мене не ме интересира зашто немате комбе. Цело Идризово своевремено, не знам сега дали уште така, функционираше со само 2 комбија, што е страшно. На страна комбињата тука се работи за протокол не само за протокол. И сега тоа они го покрија на начин што направија судница наместо да купат 3 комбиња, направија судница и добри за да си го олеснат и да нема транспорт и така натаму и ризикот да се намали. Направија судница во Идризово и сега ако имаме например предмет, ние ќе треба таму и од судот и обвинителот и јас како бранител ќе треба да одиме во Идризово. Знаете што, околу рехабилитациониот момент своевремено во комунизмот Идризово имаше своја индустрија. Значи стока, земјоделство, столарски работилници. Сега мислам дека само како и да се викаше лапсус, металската работница има само таа функционира,
се друго замре. Има една многу позната приказна која што од 70-тите и 80-тите години на минатиот век, кога еден искусен лопов бива затворен на 2 години затвор поради повеќе извршени кражби. Човекот бил значи без образование, без никаков занат и чевларска работилница за воља на вистината имаше тогаш во Идризово, го учи тој занат и по враќањето, јас го знам човекот и персонално, по излегувањето од затвор отвори чевларска работилница во старата скопска чаршија која што функционираше допред 10-12 години и тој беше често интервјуиран како позитивен пример кој што не се вратил на криминалот. Моментално тоа не постои. Така. Друг актуелен случај моментално е со случајот со секретарот на клубот Цар Борис Волхрид, кој нели бил фатен со кокаин и потоа експресно беше однесен во Софија на рехабилитација. Смеело ли тоа да се случи? Зашто обвинителството го пушти? Да, смее тоа да се случи, кај нас сите се експерти по сештологија и секакви коментари читам и дека бил дилер и дека не знам што значи. Видете вака, се треба со ладни глави да пристапиме кон проблемот и да го лоцираме онаму каде што е проблемот, а проблемот е тоа што ние немаме сериозна држава, странски служби кај нас, конкретно бугарското разузнавање ровари колку сака, а нашето контраразузнавање спие наместо да го сузбие тоа. Количината која што фатена кај него е 0,3 грама кокаин, која што без други докази од типот, не знам, вага, сведоци дека продавал, нема да доведе до обвинение, бидејќи нашите обвинители имаат интернет упат согласно кој над 2 грама или повеќе кокаин се смета дека е намерата за продажба, овде тоа не е исполнето. И друга работа е тоа што против било кој да се води постапка каде што не се изречени мерки за обезбедување на присуство, како што е во случајов, слободно можете да напуштате државата и да се враќате во нејзо. Друг е проблемот што тој предмет се злоупотреби до степен да се прават циркузи, да се паќаат владени авиони, не баре нема болница во Македонија. Се тоа смешни некои изјави на испрдоци на бугарското разузнавање, како онаа фондација на смешни или ој ликов неомилен нацистов Џамбаски, дека не сакале да го лекуваат. Знаете како мене тоа не ми е баш за верување, затоа што знам каде живеам, меѓутоа ете наводно ќе добил подобар третман во Бугарија, знаете како среќен му пат него право. Но случајот се исполитизира сега најново, бугарските партии или здруженја бараат обвинител бугарин да биде. Еве до каде доведува тоа. Тоа го бараше, ако утре влезат во устав, ќе го бараат тоа. Тоа го бараше еден несреќен освестен бугарин Петар Колев од некоја минорна партија ГДУ, која што патам освои 0,39. Не битна партијата, битна е намерата. Намерата мене ми е јасна, само да ги довршуваме речениците, затоа што еве сега ќе ви кажам зашто е важна партијата, затоа што таа партија освои 2.500 гласови, што доаѓа негде во корелација со бројот на бугарин изјаснети на попис кој што е 3.500. А цело време слушаме некои силни пораки, пропаганда, 100.000, 200.000. Па знаете како тоа би подразбирало дека таа партија би привлекла многу поголем број на гласови. Се мириса не на однапред спремено сценарио, меѓутоа бугарската држава, за жал тоа е дел од мејнстрим политиката кај нив, негација на Македонија, тие веднаш спремни тоа да го злоупотребат и да го политизираат, меѓутоа по-загрижувачки за нас е спремноста на нашите политичари да имаат вазален однос, односно на скандалозен начин министерот за внатрешни работи изјави дека него не го интересирало истрагата што ќе кажал, него му било битно што кажал оштетениот, што нас не доведува до прашањето дали воопшто ни се потребни обвинителство и суд. Нека одат предметите кај Бујар Османи, тој ќе ги решава, тој ќе пресудува, ќе биде судија, обвинител, судија, порота, екзекутор, се. Колку гурни са и така слабиот углед на судството од 8 сега колку не само тоа, туку е и непримерен притисок на обвинителството и судот. Не е тајна дека македонската судско-обвинителска власт е под директно влијание и под сериозно влијание на политиката и ова веројатно е јасна порака до нив дека Бујар Османи и владата очекуваат осудителна пресуда пред воопшто обвинение да има камоли процеси и пресуда. Инаку сакам да истакнам, затоа што видов и многу луѓе по социјални мрежи дека ликуваат и тоа не личи на нас како народ. Навистина сакам да го осудам самото претепување без разлика каков е мотивот, дали се мотивите етнички побуди како што тој тврди или не знам имале нерасчистени сметки. Таков тип на превземање акции
се неприфатливи и ние не би требало да ликуваме, едноставно тоа на нас, на верските убедувања на поголемиот дел од населението не одговара. Јанаки, насилство никој не оправдува, но овде се од авион се гледа политизираноста на случајот. Никој не го претепал затоа што е бугарин, затоа што има не го знаеме тоа, гледај се, не го знаеме. Како го знаете тоа? Видете се, емотивно настапувате. Треба со ладни глави да размислуваме. Како што Бујар Османи не може да тврди дека било заради тоа, во оваа фаза така не можеме ни ние да оставиме истрагата да си го покаже своето, меѓутоа проблемот е што истрагата е веќе компрометирана поради недозволивите излети на високи представници на извршната власт. Знаете како Бујар Османи не е некој локален чиновник, туку е министер за надворешни работи и неговото однесување во овој дел е скандалозно и истиот треба да биде разрешен, иако сите знаеме дека нема да биде. Сака да кажете дека од тој што го натопам, ела ќе те тепам затоа што си бугарин. Тоа е невозможно. Значи, има ли некакви нерасчистени? Како тоа го знаете? Вие сте биле таму, значи да не одиме во крајности, да не одиме од една крајност во друга. Па како знаете, како можете да тврдите што се случило? Јас не знам што се случило и сакам да оставам тоа да го утврди односно да го испита основно јавно обвинителство Охрид, а да го утврди судот во Охрид. Значи ние не можеме да знаеме, не сме биле таму, зашто бил тој. И на крај ќе дојде Бујар Османи ќе рече ова не го признал. Бујар Османи може да каже што сака, меѓутоа пак ви кажувам кажаното од негова страна веќе има направено доволно штета, бидејќи многу добро ги познавам и судиите и обвинителите, истите се многу приемчиви на политички притисок. Едно мора да им се признае на бугарската страна дека ова фантастично го игра. Да, со помош на служби. Дефинитивно. Не навлекува на нивни терен. Ма не навлекува, мислам, која да биде нашата реакција? Нормално да биде емотивна реакција. Ме разбирате, значи, пружена му е лекарска помош, велат не му давале лекарска помош. Уапсени се луѓе во притвор баш и дали требало или не требало, и тоа е многу дискутабилно, ајде во притвор е ставен. Излегува непотврдени информации, тоа допрва треба да се потврди, дека еден од тепачите бил и со бугарско државенство, па знаете како и плюс, ако ги видите фактите, еве го што ви кажам, ако ги видите, да, ама се е тоа во фаза на предпоставка. Ако ги видите и социјални мрежи неговите настапи на младиот претепан, ќе видите дека до вчера тој сметал дека Пирин е дел од Македонија, дека Тодор Александров е македонец, а не бугарин. Па на во социјалните мрежи не дај Боже да имам бугарски пасош, не дај Боже да имам бугарски пасош, денеска има сосема друг став и еден момент кој што многу мина гледам него заприметија, а тоа е дека неговиот овој амбасадоров што го повлекува од Бугарија, Ангел, како да се викаше, истече му е мандатот. Кажа дека следно го кажа, вели како може да го прават наркодилер, јас над мене не го правам, меѓутоа како може да го прават наркодилер, вели кога тој во декември вели поднесе вика за државенство бугарско, а еден од документите е потврда за неосудуваност. И сега во декември му се јавуваат кривично правните проблеми, а тој во декември поднесува бугарско државенство. Мислам, разбирате, 2224 и јас сметам дека тој си бара заштита на таков начин. Знаете како? Некој дали е етнички бугарин или било која националност, тоа не ви дава имунитет од кривичен прогон или имунитет од граѓанска одговорност, од долгови и така натаму. Затоа што јас можам така да се однесувам, јас можам да кажам дека сум етнички влав и вие са мене криво ме гледате само бидејќи сум влав. Кога некој судија нема да ми пресуди како што јас сметам дека треба ми пресуди, тоа исто така е на етничка основа и така натаму. Тоа е едно примитивно. Токму тоа го прават бугарската страна го прават. Свесен дека тоа го прават, да. И затоа предизвика револт кај граѓаните. Апсолутно. За крај да презборуваме за ова што сте познати вие, понудењето на бесплатна правна помош на луѓе кои ме потребна. Нигде не сум нудел бесплатна правна помош. На социјалните мрежи помош им нуделе. Бесплатна правна помош сум нудел на сиромашни странки. Значи да бидеме прецизни затоа што ќе ме ставите во неудобна позиција со мојата комора, согласно чии акти е забрането да даваме бесплатна правна помош сем на сиромашни странки. Значи сиромашни странки, тоа го кажувам и сега и го повторувам сега. Така или не? Значи тоа се излета Драган Пешевски тогаш во веројатно добра намера да помогне, на тоа се налепија сите социјални мрежи, можете и да се навратите на моите изјави од тогаш и да видите дека конкретно бидејќи ламбе веројатно не спаѓа во бесплатна правна помош и мене ако ме прашате таму немаше кривично дело поради ниската штета. Повторно тој чинот на протест го оправдувам, значи можеби беше посеодредно да им ги искачи прозорите и да биде безболен чин на протест, затоа што со оган емоција за фркната работа и не може да се контролира и не треба никој да си игра со оган, но поради малата штета, поради малата и незначителна штета
предизвикана, таму нема кривично дело затоа што предизвикување општа опасност подразбира или некој физички да биде изложен, не мора да биде повреден, но да е изложен на опасност или да има значителна имотна штета, ниедно од тие две не беше исполнето. Сега се отиде на одлука, таму неговата одбрана отиде на одлука да оди со признание на дело, јас тоа го почитувам, не е моја јас да ми ја ревидирам работата, но јас имав друго мислење во однос на, и сега ќе ви повторам, сите кои што се сиромашни станки, ама на вистина сиромашни да ме злоупотребуваат или користат, слободно може мојот телефонски број лесно се наоѓа, може да ме контактираат, но не за глупости. Ова чувствувам потребно да го истакнам, значи мене ми се јави човек кој што сакаше да тужи за клевета, зашто некој го опцул. Са знаете како? Прилично сум зафатен човек и она малку време што го имам за ваков тип на активности би сакал да го искористиме за некои луѓе што стварно им е нужно и се во голема мака, а не зашто некој го опцул или например една дама ми се јави која што вртеше ко киша околу Грегоевца и сакаше бараше од мене правна помош како може сопругот да не ги гледал децата кои што беа разведени. Нормално, тоа е вообичаено случај ако е наркоман, алкохоличар ги тепа, ги малтретира и ништо од тоа не беше случај и се гледаше дека тука се работи за ниски страсти. Таков тип не сакам да давам помош. Сите други се добре дојдени, апсолутно не само кај мене, сите над 3000 адвокати се должни по нашиот кодекс на адвокатска етика потешка дисциплинска повреда да се одбие некој само поради што нема финансиски средства. Така, господин Митровски, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам многу среќа со прилог иницијатива. Благодарам.